Македонските работници се попродуктивни отколку што се платени, покаже истражувањето на Центарот за економски анализи ЗМАј и на Евиенскиот институт. Во истражувањето кое ги обработува економско-социјалните податоци за тоа колку Македонија е блиску или далеко од просекот на Европската унија во 8 параметри, меѓу кои економијата, здравството и социјалната заштита, стои дека постои простор за да се зголемува просечната плата. Тоа што го кажува ова истражување е дека ние во моментов сме врз основа на просечната плата на 1/3 од европскиот просек, односно 33%, а од аспект на продуктивност сме на 50%. И сега, ако ги гледаме само овие два фактори, можеме да кажеме дека ние имаме поголема продуктивност од тоа што сме платени, кај нас треба по дефолт да растат платите. Дали има простор за растање на платите? Да. Дали треба да растат платите? Да. Дали треба на сметка на продуктивноста да растат платите? Јас би рекол не. Истражувањето исто така сугерира дека растот на платите треба да се постигне преку примена на технологии, дигитализација и подобрување на квалитетот на економијата. Ако се има во предвид дека во Македонија 73,3% примаат плата под просечната плата, тогаш овој процент на сооднос на просечната плата во Македонија и на просечната плата на Европската унија ќе оди далеку подоле и тоа ќе покаже дека македонските работници се далеку попродуктивни од тоа што се платени. Тоа што ние како ССМ го зборуваме изминатиот период веќе се потврдува и од независни анализи кои сметаме дека треба да ги слушнат креаторите на политиките и работодавачите и конечно да влезат во спиралата на растот на платите на македонските работници. Официјални статистики за просечната плата покажуваат дека во јули, август и септември 2025 година има континуиран раст со зголемување од околу 10% во споредба со претходната година. Просечната месечна исплатена плата во август 2025 е околу 45.310 денари, а во јули 45.276 денари.